одиме со квизови, односно квизови на нас ни се тестови, прашалници, наставни ливчиња и така на. И имаме едно копче каде што ќе може да креираме тест или наставно ливче. Запишуваме име на тестот. Тест по математика за второ одделение. Потоа избираме, нели можеме да избереме дали сакаме да биде со оцена или без оцена. Пишуваме дато до кое што ќе треба да ги завршат овие тестови. Може да ставиме например 13 и запишеме нели време, например. Можеме да впишеме време тука. Доколку часот ќе треба да ги испратат. Можеме да дозволиме коментирање, може и да не дозволиме коментирање, може да прикачиме файл, може да додадеме од веќе прикачените фајлови или пак да им поставиме некој линк. Снимаме. Значи тестот не е сега креиран, ќе треба да додадеме за него прашање. За да додадеме прашање, одиме Other question, избереме од трите различни видови на прашање. Вистина, точно, неточно, прашање со повеќе опции или есејското прашање, со текстуално прашање. Ние ќе почнеме прво со точно, неточно. Тука ќе додадам поените, че може ова да ни носи 3 поени и долу запишуваме што ќе се бара во тоа прашање. Значи тест прашањето точно или неточно и тука го избираме точниот одговор, дали точно или неточно. Ставиме точно. Пак можете тука да прикачите файл некој за да гледаат, да изберете од веќе прикачените файлови или некој линк. Идеме create question, да го креираме. Значи имаме едно прашање. Тоа носи 3 поени, како што запишавме. И ова истото прашање можете да си го преправате доколку сакате или пак да го избришите доколку сакате да го избришите. Ќе креираме ново прашање, овој пат со повеќе избор. Тоа нека ни носи 6 поени или 7 и како гласи прашањето. Да изберат еден од одговорите, ќе ставиме 4 например. Под А одговор 1, под Б одговор 2, одговор 3 и одговор 4. Че на ова копче Add the response додаваме одговори, че можеме колку сакаме одговори да има, а еден од нив ќе биде точен. Него го бележуваме со кликање на овој чекбокс кој што е до нив. Еве одговор 3, например, ќе биде нашиот точен, доколку го изберат тој значи ќе им носи 7 поени. Доколку не, нема да им носи поени. Добро. И одиме create question. Значи тоа е завршено со 7 поени. Исто така може да се промени доколку сакаме и така натаму и да се избрише. Одиме додај прашање и овој пат ќе додадеме есејско. Тоа ќе носи, например, 10 поена.
тест пример, што ќе може да го напишете. Исто така може како референца да се прикачи некој файл, да се додаде од веќе прикачените или линк, ги запишуваме поените и одиме create question. Еве ќе имаме 3 прашања креирани, сите 3 тотално носат 20 поени. Првото носи 3 поена, второто 7, трето 10. Значи може да си додаваме на ова купче уште прашање со тие 3 варијанти. Можеме дури претходни прашања, кои што ги имаме веќе некогаш креирано, да си ги одбереме, да не ги правиме повторно. И сега на десната страна, кај тестовите, имаме некои опции кои што можеме да ги разгледаме. Значи, првото, рековме, ги покажува куп поени, носи вкупниот тест. Превио може да се прегледа тестот, да видиме како изгледа моментално од страната на учениците, таа гледна точка. Може да се испринта. Можеме да избереме сега за сега да не се прикажува во училницата тестот. Можеме да го стартуваме или да го стартуваме на некоја подоцнешна дата, да го закажеме за понатаму. Можеме да додадеме лимит временски, например да речеме дека тестот мора да го решат за 2 минути или 3 или 5 и така натаму. Да им ги прикажува резултатите на учениците и кога ќе оштиклираме се отвора уште едно поле кој што може да ги прикажува точните одговори доколку ги во реално време да им ги прикажува дали се точни одговорите. Односно да им ги покажува кои се точните одговори доколку ги имаме запишано. И на ова копче можеме овие прашања да не ги дава по редослед како што сме ги обележале, туку рандом, односно да ги измеша прашањата. Грединг систем е систем на оценување. Имаме 3 опции, но ние го користиме нормалното оценување. Можете да ги разгледате другите. И доколку го имаме веќе направено тестот, можеме да избереме, рековме од ова, дали веднаш ќе го стартуваме. Доколку го стартуваме, не можеме да го едитираме веќе. Можеме да закажеме за некој друго дато. Исто така, мислам дека нема да можеме да го едитираме. Или пак сега за сега, докато не се осигуриме, можеме да го скриеме од учениците, за да можеме уште да го модифицираме. Можеме да го снимаме тука. Сега е зачуван квизот, не се прикажува, што рековме, кај учениците се додека ние не одлучиме. Кога веќе ќе го кога веќе ќе избереме за да го прикажува тестот на учениците или ќе закажеме некој дато, веќе кога ќе почнат тие да пополнуваат тестовите, можеме да ги видиме резултатите. Резултатите се наоѓаат на ова копче и ќе се прикаже тука според името на ученикот, датумот на кој што го завршиле тестот и кој е нивниот конечен резултат. Можеме исто така, ова е преглед по студенти, по име на студент, можеме и по прашања да разгледуваме. Некоја статистика, кои прашања се најточно одговорени и така натаму. Односно на нашите тестови можеме да видиме колку сме закажали тестови, за до кое дато треба да бидат завршени и дали се веќе споделени со учениците или се скриени како што е во случајот. Можеме да креираме повеќе и така натаму. Можеме да пробаме и да испратиме еден тест, значи да го направиме видлив за учениците. Одиме со Start Quiz Now. Ќе ни покаже една нотификација дека доколку ме стиснали на Save копчето, веќе не може да се едитира или избрише некоја прашање. Save и веќе е споделено со учениците.
тие може да одговараат и исто така во нотификации ќе ви стигне нотификација дека некој го завршил тестот и може да го прегледате во резултати. Можеме да разгледаме, да видиме доколку некој од учениците има завршен тест, да видиме во резултатите. Еве, например, некој ученик го има завршено тестот, пишува точно на кој дато и во колку часот е примено, дали има потреба од оценување или оцена, доколку оцената ќе пише, доколку не, се црвени. Исто тука пишува дека ревју, односно се чека да се разгледа, да се прегледа. И на овој линк можете веќе да го разгледате тестот на овој ученик. Го тестот на ученикот, доколку се прашањата со, рековме, со чекбокси, односно со избирање на еден од одговорите, или пак прашање точно-неточно, тие веќе автоматски се ги оценуваат, значи не можете да ги менувате, но текстуалното прашање ќе мора вие да го, текстуалните прашања ќе мора вие да ги додувате. Например, тука ќе ставиме 6 поени. Исто така на секој прашање ќе можете да си запишете свој коментар, односно забелешка за прашањето доколку сакате, значи под секој прашање си имате add комент, односно да дадете забелешка. Доколку сте го прегледале тестот, одите на Save Changes. И веќе гледате дека не пишува со црвено, односно пишува дека навремено е примен тестот, го пишува final score, односно вкупните поени, конечни поени, 13 од 20 и пак можете да си ја разгледувате тука, да го разгледувате текстот. Рекој можете после неколку пријавени тестови, извршени тестови, можете да ги некоја статистика по прашање, да видите кое прашање најмногу имате неточни одговори за да поработите на таа тема.